Во ова наше ново YouTube видео ќе гледате како си поминавме на 2 дена во Маврово, ќе ги видите убавините на Маврово во лето, нивната туристичка понуда и секако гастрономска понуда и она што го пробавме од вкусна храна. Па може да почнеме. Во саботата некаде околу 2 часа тргнавме за Маврово, во пат немаше гужва и за отприлика саат време бевме во Маврово. Се сместивме во новиот хотел Кета, кој што се наоѓа во хотел Бистра и има навистина предобра понуда. Нашиот влог започнува во хотел Кета, тука ќе бидеме на еден ден во Маврово, поточно едно ноќевање. Вики, не ми го зиме микрофонот за да се слушам. Ова е собата, хотелот е нов и е многу убаво среден. Отворен е декември, мислам, 2024. Интериерот е навистина преубав, се е ново, чисто, удобно. Сите балкони во хотел Кета имаат ваков поглед кон Мавровското езеро и целокупната природа. Навистина сме воодушевени. Навистина е комфортно, удобно и имаме собствено џакузи. Потоа продолживме кон Мавровски мерак. Конечно најдовме место во оваа кафана, бидејќи зимно време е невозможно да најдеш, отколку не направиш резервација. Летно време имаат преубава тераса. Ви снимам и дел од менито во Мавровски мерак. Нешто што е најнарачувано е традиционалната скара или пак мавровска пастрамка. И еве сме во Мавровски мерак. Си седнавме. Вики ни заспа. Можеме малце да снимиме нешто повеќе. Нарачавме еден јабучар. Од блиску да го видите, со кромит сезонски. И мавровско сирење. Ова е мавровското сирење, така? Добро изгледа. Да. Па претпоставам некое автентично мавровско сирење домашно. Можеш, Игор, да ме послужиш, бидејќи снимам. Да го видите амбиентот, многу е пријатно, времево. Дупка, некои си 23-4 степени е, драстично помалку од Скопје. Самата клима ти овозможува да седиш надвор и да ти е пријатно. На здравје. На здравје. Ни стигна јадењето. Нарачавме шарска плескавица со порција на помфрит. Игор нарача гравче. Тука имаме нафора. Ево гравчето излеува, гравче тавче. Да, густо е, прилично. Пиперче. Да, да не го заборавиме и пиперчето. Луто пиперче во лукче. И па не знам, Игор, ајде да ја пресечеме и шарскава да видиме, да. Добре. На шари запечена се гледа по Ајде. линиите што ги има. Да, има и кашкавал. Доволно. Ја мислам дека треба да пробаме, значи и од шарската и од гравчето, по пола од двете порции. Како? Многу добро. Да. Мислам дека треба уште малце само да биде попечена. Ама квалитетот на месо. Не знам, мене ми изгледа дека е Има доста зачини, многу е зачинета. зачинето, така. Па добро, види, за месо е подобро да е зачинето, да. Па добро, сега за мој вкус е превише зачинета, меѓутоа квалитетот на месово е Супер. екстра. Гравчето го пробав и е супер. Баш е онака чорбесто и зачинето. Има супер текстура. И потсеќа на домашната кујна, што е најважно. Ај на фора да видиме што ќе каже. Нафора. Ајде. Храната за од Виктор веќе изедена. Патлиџанов беше врв јабучар со мавровско сиренце. Исто така врвно сиренцево, пофалба. Љуто пиперче ева јаде, а плескавицава спомнав претходно. Предобро. Живели, Игор, ти со кисела вода, јас со пиво. Живели, а сега ја ќе пробам од гравче тавче да видиме како изгледа гравче тавче. Ево го погледам. На здравје. На здравје.
После Мавровски мерак продолживме кон терените, немаше воопшто луѓе тука. Можам да ви кажам дека се извадени старите жичарници и конечно ски центарот се обновува, па да се надеваме дека старите седишта ќе бидат заменети со нови нова зима. Чао, чао, тето. Во хотел Кета имавме спа центар, решивме да го посетиме, имаат преубав базен со топла вода. Тука и го искористивме попладнето, се додека спа центарот работеше. Пати. Ајде, ајде мало. Ајде. Што? Кажи. Ајде. А тата тука. Ајде. Сврти го Иге. Сега ќе плаќа. Освен базен, хотел Кета располага и со парна бања, сауна и солена соба, која што се уште не е официјално отворена. И секако имаат и фитнес центар со многу справи за оние кои што сакаат да вежбаат. И добро утро, се наоѓаме на појадок во хотел Кета, кој што пријави се и ти Вики. Вики веќе јадеше кашичка, сега пие пена од кафе. Ала карте така, Игор, бидејќи е вон сезона, да, ама имам секаков избор. Од чорба до кафе, до омлет со млечни производи, ајварче, зденка, джем. По ваш избор, како е чорбата? Одлично. Густа ми делува дека е. Да, пилешка е убава. Супер. Доколку дојдете во овој период во хотел Кета, се бирате од ала карт, ќе ве послужат, многу е пријатен персоналот, да ги пофалиме и само накратко да видите и амбиентот. После појадокот направивме една мала обиколка околу хотелот Бистра. За хотел Бистра и за ски центар Маврово и ќе имаме посебно видео. Имам таму нешто да ви кажам, така да и тоа ќе може да погледнете на YouTube. Отидовме повторно до ски центарот и терените. Времето беше многу пријатно, околу 22-3 степени. Навистина можеше да прошеташ и природата е феноменална. Се е за зеленето. Ова е вистински рај. Отидовме и до хотел Радика на крај. Хотел Радика беше најполн, тука не имаше место, бидејќи јас прашував за сместување, сите соби беа исполнети. Веројатно е така, бидејќи имаат и надворешен базен и детски базен, навистина беше супер. И еве и да видите колку тоа беше исполнето. Базенот им е одличен, навистина чист, убаво урбано средено и тоа би било тоа од овој влог за малку.